Аргументиран, смирен, искрен говор, кој своите поенти ги докажува со факти. Вака политичките аналитичари го оценуваат говорот на председателот Иванов на обраќањето во Обединетите нации. Според професорката Иванка Додовска, председателот многу јасно и на едноставен начин ја кажал најголемата вистина за тоа кој зборува пред сите тие представници на 192 членки на Обединетите нации. Тој според неа при тоа ја потенцираше значајноста на македонскиот национален идентитет, сувереност и јазик. Кажувањето на особеноста на македонскиот национален идентитет и на борбата за создавање на самостојна македонска држава, тоа во 21. век представува на еден начин и една сериозна забелешка до останатите земји членки. Јас сум македонец, моите сограѓани се македонци и од оваа говорница ви се обраќам на македонски јазик. Затоа бараме сите да не почитуваат како македонци. Поранешниот дипломат Ристо Никовски смета дека досега во сите наши излагања на меѓународната сцена не се спомнуваше нашето клучно прашање, а тоа е името, но во последно време ова прашање се истакнува и елаборира, и тоа е од исклучително значење. Председателот употреби една многу оштра дефиниција, рече Македонија е загрозена од членки на НАТО и ЕУ. Мислим до сега тако нешто не е кажано, а тоа е факт. Денес сме блокирани во меѓународните организации како што се НАТО и Европската Унија. Веќе 5 години Република Македонија чека меѓународната заедница да ја испочитува пресудата на Меѓународниот суд на правдата. Во говорот на 71-то генерално собрание Иванов неколку пати повика да се почитува меѓународното право. Тој му даде подршка на Срѓан Керим во процесот на избор на нов генерален секретар на Обединетите нации, потсетувајќи ги светските лидери на принципот дека идниот генерален секретар треба да биде од редот на државите на југоисточна Европа.